Старата чаршија е украс на Скопје. Поточно, чаршијата некогаш беше украс на главниот град. Особено последнава деценија, сјајот и автентичноста на овој историски дел од Скопје се изгубени. Старите градби слабо се одржуваат, а од друга страна, и кој што сака и каде сака, доградува или руши. Едноставно се нагрдува автентичноста со нови градби на кои не име место во чаршијата. Плюс на тоа, неброени се дупките по калдрмата за кои долго време не се најде градител барем да ги закрпи. Уште многу маани има да се набројат, но бројни беа и ветувањата од надлежните дека на старата чаршија ќе биде вратена убавината. По еден камен при секое ветување да ставаа, целата калдрма ќе ја средеа, ама само на зборови цврсти беа функционериве. Но еве добро е, сето ова го увиделе сегашните кандидати за градоначалници, па даваат ветувања дека се ќе средат, само треба да седнат во фотелјата. Ќе дочекаме ли старата чаршија пак украс на Скопје да стане, или пак нови ветувања ќе дочекаме? Шуто Оризари доби ново полициско одделение. Денеска беше отворена нова канцеларија за управни работи на МВР. Со ова, повеќе од 25.000 жители на општина Шуто Оризари ќе можат во рамки на својата општина да поднесуваат барања и да ги подигнуваат готовите лични документи, како пасоши, лични карти и возачки дозволи. Досега жителите на Шуто Оризари овие услуги ги добиваа преку полициската станица Бутел или во зградата на МТВ, која е прилично оддалечена од нивните живеалишта. Од МВР соопштуваат дека ова е континуитет на остварување на нивната цел да ги приближат своите услуги до граѓаните. Утре од 12 до 15 часот на детската улица Тоше Проески во населбата Новолисиче, на 18 годишнината од неговата смрт, во Скопје со голем музички и хуманитарен настан насловен "Тоше те сакаме", ќе му биде оддадена почит на прерано починатата македонска и балканска музичка звезда. Настанот ќе ги собере најмладите, но и веќе докажаните имиња од новата генерација на македонската поп сцена, кои ќе ги изведат безвременските хитови на Тоше. Лајка на 18 октомври ќе го одбележи својот роден ден со изложба. Цртежи од ученици инспирирани од кучињата на Лајка, насликани како веќе вдомени и во свој дом. Како подготовка на изложбата, вработени од Скопското јавно предпријатие ги посетија учениците од 6-тото оделение во основното училиште Кирил Пејчиновиќ. На изложбата која ќе се одржи во кафулето Собрание, дечињата ќе прикажат сцени на грижа, игра и мир, онака како што секое куче треба да живее, со семејство, топло домче и многу љубов, кажаа од Лајка. И денеска вработените од јавното предпријатие Водовод и канализација ги спроведуваа редовните активности за одржување на канализационата мрежа во Скопје. Тие извршија проверки и расчистување на сливниците и шахтите рачно, но и со цистерни под притисок на сите улици на територија на градот, со посебен акцент на критичните точки во градот, со цел непречена и нормална функционалност на атмосферската канализација заради најавените обилни дождови. Утрово во 9 часот и 45 минути, како што информира од МВР, полициски службеници од секторот за меѓународна полициска соработка во содејство со полицајци од МВР Струга лишиле од слобода 30 годишник. Уапсениот се барал со централна потерница од Основен суд Скопје за издржување на казна затвор во време траење од 5 години. Уапсен е државјанин на Босна и Херцеговина кој платил патарина со фалсификувана банкнота од 10 евра. Како што информираат од МВР, вчера попладне на Патарина Петровец во Скопје, полициски службеници лишиле од слобода 28 годишен босанец поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело, затоа што на патарината поминал со товарно возило со босански национални ознаки и при тоа платил со банкнота од 10 евра, за која вработениот се посомневал дека е фалсификувана. Банкнотата била одземена за понатамошна постапка, а тој е задржан во полициска станица.
Ракометарите на Вардар синоќа со победа ја започнаа сезоната во Европската лига. Скопскиот клуб славеше со резултат 34-29 во дуелот со хрватската екипа Севесте. Вардар релативно лесно го доби надпреварот, откако во првиот дел имаше апсолутна доминација. Во вториот дел Вардар дозволи серија на противникот од 6 гола поред, но бргу го врати ритмот и со серија од 3 гола го заврши мечот победнички. Хориха со 7, а Боно и Тузолана со по 6 гола беа најефикасни кај македонскиот тим.